Добар ден, ова се пладневните вести на Канал Плюс. Еве ги настаните на денот. Проект за подигање на туристичките капацитети кои Берово ги има во вид на викендици. Организирана и поквалитетна понуда за сместување на се поголемиот број туристи. Делчево со стратегија за климатските промени преку методологија Зелена агенда. Во наредните 4 години општината ќе аплицира за екопроекти. Денес муслиманите го слават празникот Курбан Бајрам, празник на хуманоста, мирот и хармонијата. Во Пробишти во тек е јавната расправа за студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот изградба на леарница за железо и производи од железо во општина Пробишти. Заинтересираните граѓани, невладени и други организации имаат можност да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на студијата во писмена форма до одговорните лица во Министерството за животна средина и просторно планирање. Општина Делчево ќе изготвува стратегија за климатските промени преку методологијата Зелена агенда на фондацијата Мили ЕУ Контакт. Општината во 4-годишниот план ќе има можност да аплицира за имплементација на проекти на локално ниво. И Делчево се вброи во 10 општини кои се вклучени во методологијата за изработка на стратегија за климатски промени, имплементирана од фондацијата Мили ЕУ Контакт. Во рамки на 4-годишниот план, општината ќе има можност да аплицира за проекти со кои ќе се бори против ефектите предизвикани од климатските промени, но и за инфраструктурни проекти, за чија што имплементација ќе вложи и свое кофинансирање. Се работи за холандска методологија, Зелена агенда. Покрај овој мек дел, каде што граѓаните ќе имаат можност партиципативно да учествуваат и да ги дадат своите мислења во изработката на стратегијата, општината ќе има можност да имплементира и два инфраструктурни проекти. Еден инфраструктурен проект како итна акција, кој што ќе биде и се планира некаде во месец декември, а вториот поголемиот, околу $120,000 буџет, од каде што општината учествува со 50% во овој буџет, ќе биде некаде околу мај месец 2016 година, односно по завршувањето на процесот на стратешко планирање во овој дел и донесувањето на итни акции и интервенции од страна на граѓаните кои што се потребни во делот на климатските промени. И ќе имаме можност, покрај планот што ќе го добиеме 4 годишен, врз основа на овој документ да аплицираме и за поголеми проекти, со кои што проекти ќе можеме да се справиме со климатските промени, кои што секојдневно ги гледаме во вид на поплави, на суши, на шумски пожари и други негативни ефекти присутни во нашата општина. Методологијата, наречена уште и Зелена агенда, во својата стратегија вклучува неколку етапи во своето процесирање, се до крајниот резултат и имплементација на дадениот проект. Паралелно со самата изработка на тој стратешки план, одиме со уште 3 паралелни процеси. Првиот процес е за јакнување на капацитетите на населението на институциите. Вториот процес е за јакнување на јавната свест и подигнување на јавната свест кај населението и сите заинтересирани во врска со климатските промени, затоа што знаеме дека климатските промени веќе стигнуваат и веќе се тука, не можеме да им избегаме. И четвртиот дел кој што е многу интересен и можда најмногу посакуван од населението и од локалните самоуправи е конкретна имплементација на приоритети дефинирани со стратегијата. Општините кои досега имаа стратешки документи за климатски промени преку фондацијата Мили ЕУ Контакт имплементираа проекти од типот на изградба на системи за водоснабдување, изградба на нови резервоари за вода, на нови системи за наводнување, но и за реконструкција на фасади на локални институции, изработка на енергетски ефикасни градинки и други проекти. Во Берово се одржа работилница за подигање на капацитетите на индивидуалните туристички објекти. Овој проект општина Берово го реализира заедно со Мировниот корпус, а целта е да се промовира поквалитетна и организирана понуда на сместувачките капацитети во индивидуалните викенд објекти.
Општина Берово ќе ги подига капацитетите на индивидуалните туристички објекти. Со проект во соработка со Мировниот корпус, општината ќе работи на подобрување на условите и зајакнување на човечките капацитети за промоција на туризмот во Берово. Јас сум Gwendolyn Schaefer, јас сум од Америка и работам со Мировниот корпус од Америка. Имаме проект со општината на Берово. Имаме проект со туризм, со туристи и да имам повеќе луѓе низ светот да дојде до Берово за различни акомодации. Сместувачки капацитети. И ние како локална самоуправа го прифативме проектот и партиципираме и финансиски и даваме силна логистичка подршка за реализирање на истиот. Јас како градоначалник ќе ги поддржувам таквите проекти, се со цел и самите собственици на викендиците да имаат поголеми бенефити, да имаат поголеми финансиски резултати, тоа значи да имаат поголем број на гости, а се разбира и да се едуцираат и да даваат подобри услуги кон туристите, тоест туристите кои ги користат нивните услуги да бидат задоволни и со еден збор сите заедно да стопанската гранка туризам ја унапредуваме. Проектот има за цел да ги вклучи сите досега регистрирани собственици на вили и куќи за сместување, кои заеднички со представници од општинската администрација ќе работат на проблемот. Проектов е тоа како значаен, бидејќи со него се опфаќа, мислам дека и за прв пат вака јавно се говори за законската регулатива, што е тоа кое што треба нашите изнемувачи на приватни сместувачки капацитети, како законска рамка, да може да го опфатат во својата понуда. Исто така ќе зборуваме за кои се тоа меѓународни стандарди, кои што треба тие да ги воведат, но сепак да бидат во рамките на некој низок буџет, кој што сепак тие може да се го дозволат. И ќе зборуваме за интернет, односно онлайн маркетингот. Ние држиме сместувачки капацитет во центарот на градот. Ова работилница мислам дека ќе допринесе многу, како и многу наредни кои што се надевам дека ќе ги има. Тоа е еден многу добар проект затоа што ќе ја подигне свеста на оние кои што се грижат за тие капацитети. На начин што ќе им покаже на кој начин треба ние да ги примиме гостите и кои квалитети услуга треба да им ја понудиме. Па еве сега да речеме има една инвестиција горе, мислам дека тоа е владин проект со патеката што се направи околу Беровското езеро, тоа е добра работа. Од средствата кои се собираат од туристичка такса, мислам дека тоа се мали средства и не може многу да се постигне, се направи во однос на туризмот таму, за развој на туризмот. Според проектот ќе биде изработен вебсајт на кој ќе можат да се промовираат сите туристички капацитети на територијата на општина Берово, а сместувачките капацитети ќе добијат табли за обележување и категоризација на туристичките објекти. Проектот се реализира со финансиска поддршка на Мировен корпус од програмата СПА и буџетот на општина Берово. Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев по повод 20 години високо образование на наставници и воспитувачи денес и утре организира меѓународна научна конференција на тема Образованието во 21 век, состојби и перспективи. На конференцијата се пријавени 90 трудови со учесници од 9 земји во Европа. Трудовите опфаќаат повеќе теми од образованието, филозофија, социологија, менаџмент и историја. Верниците од муслиманската вероисповед денеска го слават празникот Курбан Бајрам. Сутринската молитва Сабах намаз, а потоа и со молитвата Бајрам намаз почнува тридневната прослава на празникот на хуманоста, хармонијата, мирот и благосостојбата. Големиот празник на муслиманите им го честита градоначалникот на Штипилчо Захариев и пратениците во Македонското собрание Никола Мицевски и Трајче Димков. Штип е мултиетнички и мултирелигиски град, стои во честитката, а меѓусебните односи во него се коректни, толерантни и секогаш пријателски настроени. По повод празникот Курбан Бајрам ви посакуваме мир и хармонија, заедништво и толеранција, споделување на материјалното и почитување во духовното. Честитки до верниците упати и Иса Исмаили, муфтија во Источниот регион. Во името на муфтиство за Источна Македонија и во моје лично име ви го честитам
Курбан Байрам, да ја со среќа, да се прави оно што е најважното. Значи, се што се прави нешто, има значење нешто. Од тоа има најважно е жртвување. Значи, да се луѓето спасат, се правил, друго, само луѓето да не се дират и да спокојно живеат. Најважното е курбан, значи да се приближиш кон Бога и да жртвуваш за луѓето. Вечерва во салата на мултикултурниот центар во Кочани концерт ќе одржи квартетот Флейти Аулос, кој е присутен на музичката сцена 7 години. Се работи за врвни музичари и студенти на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Концертот во Кочани е во рамките на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Почеток на концертот е во 20 часот. Лидерите на Европската Унија се согласија утрово по неколку месеци одлагање за поширок и сеопфатен одговор за миграцијска криза во Европа. Решенијата на средбата во Брисел вклучуваат повеќе пари за помош на бегалците од Блискиот Исток за нивно сместување и храна и да се намалат ризиците да тргнуваат кон Европа, како и засилена гранична контрола. Председавачот на средбата Доналд Туск изјави дека резултатот по 7-часовната дебата е навистина одличен и со сигурност подобар од оно што се очекувало. Задоволство изрази и германскиот канцелар Ангела Меркел. На вчерашната седница на министрите за внатрешни работи на Европската Унија, Полска се согласи да прифати 5000 бегалци во рамки на Европската програма за раселување на пристигнатите бегалци во Унијата. Во првата фаза Европската Унија ќе распредели во различни земји 66.000 од вкупно 120.000 бегалци, додека 54.000 ќе бидат во резерва. Централната Московска џамија е најголемиот храм на муслиманската заедница во руската престолнина, која има околу 200.000 верници. Новата џамија е подигната на место до старата, изградена во 1904 година и била единствената активна во Москва во советскиот период. Низината целосна реставрација, која што опфаќа и доградби, чинела околу 170 милиони долари, собрани од приватни донации, како и со помош на владите на Турција и на Казахстан. Најдобриот фудбалски клуб во Македонија е Работнички, кој ова лето заработи 1800 индекс поени, па така од 281-то скокна на 250-то место од околу 500 рангирани клубови во Европа. Добрите игри и одличните резултати, секако и пласманот во плејофот во Лигата на Европа, на Работнички му донесе напредок на листата на најдобрите 500 клубови во Европа. Настапот во второто квалификацијско коло во Лига шампиони на Вардар му донесе 1300 поени. Вардар сега се наоѓа на 291-то место, што е скок од цели 49 места. На ниво на држава Македонија ова лето собра 1500 индекс поени, па така со вкупни 6000 поени се најде на најновото рангирање според УЕФА на 40-то место од вкупно 54 земји. На националната арена Филип II во Скопје се одигра Суперкупот на Македонија. По 90 минути игра и по продолжение од 30 минути беше нерешено со резултат 1:1. Актуелниот prvак Вардар го отвори резултатот во 11-та минута преку Филип Ивановски, а Работнички издрмни во 47-та минута, кога капитенот Бажи Илиевски го совал на Гачевски. Во пенал серијата голманот Гачевски му го донесе трофеот на Вардар. Тој ги одбрани ударите на Алти Пармаковски и Ристевски во 4-та и 5-та серија. Ова е втор Суперкуп во рацете на Вардар, откако ваков успех направија пред 2 сезони. Веќе овој викенд ќе се одигра и редовното 8 коло, каде што ќе се надпреваруваат повторно екипите на Вардар и Работнички. Во моментот на табелата во првата македонска фудбалска лига, Вардар се наоѓа на втората позиција, додека Работнички на 6-та позиција.
Pero Антик, поранешниот македонски репрезентативец, кој од оваа сезона од НБА Атланта се пресели во Фенербахче Турција, е на 32-то место на листата на најплатени европски кошаркари со плата од 1,2 милиони евра. Најдобро платен е рускиот кошаркар Алексиј Швед, кој што има плата од 3,5 милиони евра. На втората позиција е Руди Фернандес од Шпанија со плата од 2,8 милиони евра. Ова е се во платневното информативно издание на Канал Плюс. Повеќе за денешните случувања гледате во Дневникот во 16:30 и на веб порталот kanalplus.mk. Имајте убав ден.